се каже, защо ми следа обладнянието на Румънската, но ние е по-късно изборували за спортуване. Семея, додека корените на нашия гнев правим глупят за корени, што реално трябва да се стори. Защото не е това гнев на опозиция, това е гнев на граѓаните. Не се работи само за децата на СДСМ, се работи за децата на сите, кои што не подикнуват българската милика. Сега тоа ни се изправи. Барем по еден дел. Не може да стане слово за спорт. За това ви зорва. 80-то показатели, Светска банка и така нататък, и така нататък. Аз не съм пишал изомнички. Значи икономски отрасъл. Икономски отрасъл. Може да види да не види. Това ще е молодци. И от страна. Жал. Бройките покажуват. И добре. За жал. Бройките покажуват. Дека добар дел од македонски отрасъл, колко и да е просека доби е 10 години, 3 тома нещо на брутно състояние производ, най-голем дел се дължи на задължувањето на нашата държава. Чудо Светска банка ти каже дека да, Македонија успева, Македонија има развој, има добри услови за инвестирање. Всичко това покажува, без да я каже цената на Македонија в меѓупредниот стати и се уште не е стигната за напад. Значи, успехот дека ние имаме најниски даноци во Европа. Успехот дека ние работуваме во зоните така натаму. Има своји цени. Цената е задолжување. Сега може би некои од нас тоа не го гледа, но вида ќе дојде период кога сите ние, а она што најмногу ме плаши, најмногу ќе го видат нашите. Ете за тие показатели, правиме муабет, тоа не се само показатели што ги вади СДСМ, туку исто така меѓународни организации. Меѓутоа од свој аспект. И токму за тоа. И би сакал да завршам, дека кога се работи с документи, зашто не се извајани документите, на предходниот лидер го биле извајани документите, предходниот лидер поведе судска поставка и ја доби, не ја доби затоа што не им корумпира судијата, туку затоа што документите од швајцарските банки кои што беа презентирани беа негирани од страна на истите тие швајцарски банки. Видите сега, ако ние зборуваме може да бъде един период, кај што тајноста на податоците може да на некој начин ги беше загарантиране. Еве, тие швајцарските банки се подложили на таков притисок, да апсолутно никаква тајна не може да има дури ден. Повелете, зошто никој сега не потегнал дали уште еднаш да побара одговор. Иако добро се сеќаваме дека има список извајан на кои се ги злоупотребувале функционери кои што ги злоупотребувале нивните сметки, и јас така на срце не ги дотекам практично од страна. И да не шпекулирам. Владичка.